Се наоѓаме на една од локациите на лице место каде што беше снимана нова македонска серија и тоа верували или не од многу млади луѓе, а веќе се емитуваат првите 2 епизоди на Гледете ви. Значи можете да ги гледате, ама ќе ви спровоцираме за тоа. Значи реков, овие убавици овде во Карпов 4 се само една од локациите каде што снимала. Мартин, Елена, Даме и Јана. Знаев дека ќе сгрешам, ама нема да ми забележат тие. Ќе почнам од Мартин, иако Елена е до мене, заради тоа што тој е веројатно виновниот за сево ова. Мартин, колку време тлееше прво идејата за генерација Бушави и како се случи сево ова што се случи? Идејата тлееше некои 3 месеци пред да почне да ептен та жар за ајде да ја раскажеме оваа приказна. И се случи, мислам, жарта се појави на фестивалот Джифуни, Македонија, во 2019. Тогаш се случи склопката на правите луѓе, тогаш се сподели дека е време ова да се случи. Всушност, сценариото е твое, така? Режисера Мартин, што друго си? Монтажер. Толку? Толку. Да. Се виде со Елена, всушност, на тој фестивал Джифуни и што и рече? Се запознавме и само и раскажував, ме прашуваше како работам, што е тоа што го практикувам, што е тоа што го правам и така свативме колку сме слични, карактерно, посебно во тоа поле. И одлучивме дека можеби е добро ако се обидеме да правиме нешто заедно. И Елена што си рече, дојдов дома и си реков, јас со Мартин правам серија. Не, тоа беше ептен случајно на тој фестивал Джифони. Таа година Мартин имаше краток филм. Јас го гледав филмот и мене навистина ми се допадна идејата, желбата, ништо да се направи нешто. И му кажав, Мартин, мене многу ми се свига, кажи ми како работиш и ми кажа све што како и ми вика сега смислиме нешто за серија да снимаме, викам супер, јас сум за. Може би креативно не сум толку добра, меѓутоа во однос на организација, луѓе, комуникација сум навистина добра и рековме зашто да не. И тргна. И од кај тргна, Елена? Тргна, најпрво се собравме. Тоа беше повеќе на пријателска база, група на тинејџери, се собравме и снимаме серија. Гуравме некои 2 години, сега, извинете на речникот, ама навистина така беше, буквално без никакви финансиски средства, без ништо, се обидовме да снимаме. Меѓутоа стигнавме јас и Мартин 4-та година средно, па имавме матурска и навистина не можевме да постигнеме со тоа темпо и направивме една пауза до моментот кога ноември лани, не знам која година е тоа, 2021, добивме финансиски средства и од тогаш па се до март, мај завршивме со снимање и така. Една убава приказна. Елена, ти беше одговорна заедно со Мартин за бирањето, кастингот, да? Так, заедно бевме одговорни. Ана, Овие двајца исто така млади луѓе се дел од тимот, само дел од кастингот. Ајде, Даме не е Дамјан, ништо друго, само Даме е, да. Здраво живо, Даме, како беше да се биде дел од генерација Бушави? Беше многу интересно, пред се морам да признам и освен тоа што Мартин и Елена се препрофесионални. Препрофесионални? Толку се многу добри во тоа? Да. Ние сега дури стигнавме и да на база да сме више и пријатели, да се гледаме почесто. Но пред се знаеше кога се снима, кога треба да се работи, а кога треба да се, да се дружиме, да искочиме и така натаму, да. Супер. Што е она што го правевте овдека во еден апартман во овие убавици? Тука имавме дел од четвртата епизода, да, каде што ќе гледате следна недела на gled.mk. Тука се снимаше Не откриваме многу, ама нешто само да заголицам. Па ќе кажам еден убав пресврт на настаните. Имаме и пресврти, и доаѓаме до Ана, ќе ми треба помош вамо. Ана, здраво живо и за теба. Како беше да се биде дел од тимот на генерација Бушави? Здраво живо и до вас. Па пред се јас би сакала да кажам дека јас сум, мислам, така
присутна, да речеме, можеби од малку од почетокот, од почетната фаза. И морам да кажам дека во ниту еден момент немаше момент каде што јас не се чувствував навистина благодарно што сум во тимот, затоа што пред се морам да кажам дека нели се соочуваме со секакви ситуации во животот, меѓутоа ова беше навистина една дружба што беше толку влијаеше и на мојата изградба како карактер лично и општо на одговорноста и тоа што го кажа Даме претходно, мислам се научивме на еден тип на различен тип на професионалност и на одговорност и навистина беше едно преубаво искуство и се надевам дека не се надевам туку не завршува тука. Така, значи тоа е навистина едно преубаво искуство и мислам им посакувам на сите млади ентузијастични луѓе и амбициозни луѓе да имаат вакви луѓе како што се Елена и Мартин и Даме секако и целиот тим на Марви за да соработуваат и едноставно да ги шират амбициите на дури некогаш во така што изгледаат невозможни ситуации, невозможно да се изведе тоа. Така што преубаво беше. Сега како актерка доби некои парички за да можеш да си купиш нешто? Или не сме стигнале до таму, имам и втора сезона за снимање. Значи, тоа е секако, мислам, во секоја работа тоа е секако преубав бенефит, меѓутоа, мислам, од како што почнавме да снимаме, имавме голема среќа што има многу луѓе и многу, мислам, желни кои што сакаат да го поддржат проектот, меѓутоа не само финансиски, туку и во многу различни аспекти, од аспект на оставање на простор, од аспект на, значи, навистина беа многу луѓе желни за соработка и навистина има огромен бенефит и покрај финансискиот дел и огромен бенефит комуникација со луѓе и сето тоа. Така е, да. Супер што сте дел од една македонска серија и тоа македонска серија на млади луѓе. Значи ова се некаде од тинеџ години па до години да речеме кога тргнувате на факултет и тоа е тоа. Даме, која е твојата улога? Мислам само името можеби на улогата во Јас го играм Симон. Да, Симон е споредна улога, која, иако е споредна, се појава доста често според мене. Да, тоа е според мене една преубава улога, иако за мене искрено беше малце тешко да, ајде да кажам, да влезам во Симон, затоа што на некој начин јас сич не се пронаоѓам со некои работи што Симон ги прави во генерација Бушави или во тој свет. Но сепак ќе кажам и тоа, тука се издвојуваат добрите актери од лошите актери, бидејќи ако не може секој да го глуми тоа што му лежи, некојаш треба да искочиме и надвор од нашата комфортна зона, да. А каде си, Дама, на факултет си, на драмски си, не си, што правиш? Не, јас сум средно се уште, да, учам во Радиовчевски Корчагин. Баш од математика на глума, каква комбинација. Па сега мора да пробаме на секое поле да пробаме да се уште мислам дека сум млад и ова беше едно убаво искуство за мене да видам, можеби не е само математика тоа што ме интересира, можеби и уживам и во глумата и што стварно се пронајдов и искрено би сакал ова да го работам и понатаму. Им кажа дома дека ти можеби нема да студираш математика на ПМФ, туку ќе одиш на глума? Да, мислам моите дома се една... Да, нема пари таму, а? Па сега малце беше дискутабилно, меѓутоа ме поддржуваат што и да одберам, од секогаш биле тука за мене и стварно ми е драго заради тоа што имам такви прекрасни родители. Супер. Ана, а ти каде си, до кај си, што правиш? Јас генерално мислам имам како ова ми е да речам трета работа, мислам така посериозна на која што сум нафатена. Јас студирам во моментов сум прва година на психологија, под УКИМ. Многу интересно, мислам сега ќе видиме до испит. Ама супер ќе биде до сега. Ама првата, мислам примарна работа, мислам уште од помала да речам и професионално веќе неколку години е музиката. Да, каде што ми се најде многу, мислам дека тоа беше како еден дел од првата поврзана точка со Марви, практично преку музичкиот дел, меѓутоа мислам не баш, меѓутоа имаше еден така удел, да допир. И пред се така, мислам тоа е почетокот и мислам исто родителите се секако со огромна поддршка за целиот проект и навистина мислам дека сите, мислам и јас и Даме ја имаме таа огромна среќа да не пуштаат. Знаеш како те гледам сега од психологија, опа, на драмски преку ног. Па може, никогаш не се знае. Ајде се силиме кај одговорниот исто така дел, да не ги заборавиме и нив. Да, муабетот ми е, Елена, што се беше? Беше организатор, беше продуцент, беше што?
кастинг директор, што ли веќе како се вика? Многу е тешко да ги разграничиме тие улоги кога станува збор, бидејќи ние сепак кога за така. Значи ние позади камера сме се на се 5 луѓе. Јас, Мартин, Јован Тодоров и Марија Додовска. Ние сме 5 души позади камера и сега колку тие улоги можат да бидат распределени. Значи, Јован беше куварка. така. Така. Јован беше тонецот кога треба да се отиде, реквизити да се купат, да се зема, нешто сме заборавиле да се пренесе, тоа го правеше Јован. Марија беше исто така дополнително сценарист на дел од епизодите, на една од епизодите. И постојано помагаше за локации, кога не можам јас да се јавам, да се јави она. Во главно јас го правев тој момент на распоредот, кога што ќе се снима, каде ќе се снима, кој ќе треба да дојде, што, верувате, е многу тешко кога станува збор за тинејџери, особено средношколци, бидејќи не сакавме да им го нарушиме учењето, односно бидејќи сепак така, бидејќи школата е секогаш на прво место и тука мораше да се направи еден компромис, кој кога може да снима, па од луѓето што се останат и што можат да снимаат, во кои сцени се тие заедно, за да ги снимаме тие сцени денес. Што прави Елена всушност пред да влезе во генерација Бушави? Што правиш? Во моментов сум на факултет. Тогаш Кој? што бев средна школа. Во моментов сум на факултет во Холандија. Економија и бизнес економија студирам. Каква поврзаност со ова си вама добро или има поврзаност? Не, нема поврзаност, меѓутоа, ете, јас всушност кој ги добивме финансиските средства, јас веќе имав завршено средно и земав една празна година од факултет со цел да го завршиме проектот, така се погоди една убава прилика. И одлучив после тоа да се запишам на факултет во Холандија. Добра, зашто економија? Зашто не избра нешто врзано за продукција, организација, не знам, нешто или не? Си уште не мислиш дека во тој свет си на своја? Сметам дека во нашата држава е тоа малце потешко. Особено и вака сега, откако завршивме со проектот, еве да не се фалам самата, меѓутоа навистина сметам дека станува збор за еден прекрасен проект. И навистина очекував од повозрастните луѓе кои се дел од овој, не од тимот, туку од оваа фела во државата да го поттикнат тоа, да го поттикнат моментот на млади луѓе кои без ништо станале и кажале ние можеме да го направиме, овие го направиле. Меѓутоа гледаме дека тоа не се случува. Јас не слушнав од ниту еден човек кој повеќе години, освен сега кога станува збор за луѓе кои ме знаат од претходно, па да дојдат и да ми споменат дека е навистина добар проектот, не слушнав од други луѓе да кажат браво, сте успеале да направите нешто. А верувајте, тоа едно мало браво многу значи за луѓе што без ништо сме направиле нешто. Така е, добро, може ќе те предомислиме после некоја епизода уште. Да. Мартин, докаде се епизодите на Глеј, што све сме виделе или ако не сме виделе ќе дзирнеме и преку оваа наша приказна која што ќе се емитува нутринска на Телма и уште нешто. И ти ли ќе избегаш? Ми рече дека бараш стипендија во Америка или тоа ќе биде од Америка да снимаш под наша капа? Сакам да студирам во Америка, аплицирав на универзитети таму. Искрено, за стипендија е доста компетитивно, со оглед на тоа дека има многу луѓе кои што ги бркаат тие стипендии. Ако добием целосна стипендија, дефинитивно ги дам таму. Првите 2 епизоди се веќе на Глеј. Денес излегува 3-та епизода и секој петок има нови епизоди. Така што после 13 часот се веќе достапни на Глеј за гледање. Немаме уште можност за тоа да ми кажеш или да ни споделите кој тоа гледал, колку гледале на Глеј, луѓето, но еве сега предизвик уште еден за сите оние кои што се заедно сега со нас со Телма, да им кажеме дека како рече Елена, млади луѓе од ништо направиле нешто или од многу малку со својот ентузијазам и паметни идеи создале нешто убаво. Генерација Бушави има втора сезона вака како предизвик? Дај Боже. Дај Боже. Мислам, ние би биле пресрекни да можеме да и се вратиме на приказната и да ја дораскажеме. Ако имаме таква прилика, тогаш супер. А се тоа зависи од гледаност. Така, од тоа живее една серија. Така. Мартин, за крај на овој разговор наш, се надевам дека следниот пат ќе бидете со раскажување за тоа како ќе почне снимањето на втората сезона. Кој ги бираше локациите? Како биравте? Кој одеше? Што правевте низ Скопјево? Искрено,
сите заедно и ние што сме позади камера, тие 5 души, сакавме според тоа што ќе го прочитаме во сценарио, сакаме да го најдеме правото место за да живне таа приказна, за да живне таа сцена. И тоа беа урбани локации низ Скопје, локации кои што ние сме се дружеле, кај што ние сме биле, за да биде најавтентично за приказната. Мартин, Елена, Даме и Јана, многу ви благодарам, а вам да ви кажеме секој петок нова епизода на Генерација Бушави, како јас во Мигов, заради едно ветранце кое што е прекрасно, на една од локациите на лице место на снимањето на една тинејдж, па веќе не е ни тинејдж серија, но е македонска серија од млади луѓе, затоа гледајте.